Добре дојдовте во дискусија. Денес пред нас имаме неколку навистина мокни текстови од Малахија, Псалм 97, односно 98, второто послание до Солуњаните и Евангелието според Лука. Сите тие, на некој начин, зборуваат за денот Господов, за Божјото владење, ама и за работа, за истрајност и не водат кон едно, па би рекла, длабоко прашање. Како ние, како верници, треба да живееме овде и сега во светлината на тоа Божјо ветување. Ветување за неговата конечна интервенција, за тој ден Господов. И токмо тоа е суштината, нели, на нашата денешна размена на мислење. Дали овие текстови пред се не повикуваат да живееме со поглед вперен кон иднината, кон тоа, како што рече, трансформативно очекување кое треба да ја обликува сегашноста, или пак главниот повик е повеќе кон конкретна акција, значи, вредна работа, сведоштво, истрајност сред сегашниве предизвици. Јас ке се обедам да аргументирам дека токму моќта на тоа идно ветување е толку голема, што таа суштински ја преобликува и всушност и дава значење на нашата сегашност. Додека јас од друга страна сметам дека, иако иднината е секако важна, овие текстови ставаат еден, изненадувачки силен акцент на нашата одговорност и на нашето дејствување токму во овој момент сега. Добро. Кога се соочуваме со овие навистина силни текстови, мислам дека е невозможно да се игнорира таа централна порака. Пораката за неизбежност и, би рекла, радикалната природа на денот Господов. Малахија користи една многу моќна слика вжештена печка. И знам, може би звучи застрашувачки на прв поглед, но јас би предложила малку поинакво читање. Може би ова не е приказ на Божји гнев, туку повеќе на неговата прочистувачка љубов и правда. Таа печка, значи, ќе го изгори она што е површно, дрскостите, како што вели текстот, но за оние што го почитуваат Божјото име, па за нив ќе изгрее сонцето на правдата и тоа со исцелување во своите зраци. Ова непосредност, ова чувство дека судот и спасението се некако блиску е од пресудно значење, ми се чини. Потоа, го имаме Псалмот 97-98, кој одекнува со радост, нели, поради Божјата правда што доаѓа да владее и да воспостави една космичка хармонија. Ова идна реалност, според мене, не е само некоја далечна утеха, таа треба да биде нашата примарна ориентација, сила што веќе почнува да дејствува и треба да го насочува нашето секојдневно живење, дури и реакцијата во Солун, која знаеме дека Павле подоцна ја коригира. Но самата таа реакција ни открива нешто важно. Кога луѓето силно веруваат во скорешното Христово враќање, она што го нарекуваме интензивно есхатолошко очекување, сосема е разбирливо, може би дури и природен импулс да почнат да ги преиспитуваат и може би да се дистанцираат од световните грижи. И конечно, кај Лука, кога Исус ветува уста и мудрост во време на прогонства, тоа укажува на една, надприродна Божја помош, ставајќи го фокусот повеќе на Божјата акција во тие клучни моменти, отколку можеби на нашата собствена подготовка. Така што, сметам дека пораката е прилично јасна. Иднината не е само нешто што пасивно го чекаме, таа е реалноста што ја дефинира и обликува нашата сегашност. Да, го разбирам тоа гледиште. И секако дека иднината има своја тежина. Апсолутно. Но јас би ја поставил рамката можебе малку поинаку. Мојот пристап е различен. Тврдам дека овие текстови, особено кога ќе ги погледнеме во нивниот специфичен контекст, изненадувачки силно не повикуваат на одговорно живење токву сега. Да го земеме Малахија, например. Тој не зборува абстрактно, нели? Пишува во еден многу специфичен историски момент, таму некаде околу 450 година првна ера, кога народот е во длабока криза на верата, обесхрабрене, циничен, дури и свештенството, гледаме, е застранено. Неговата цел, мислам, не е само да им каже чекајте го крајот, туку да ги разбуди, да ги поттикне на верност, на праведност, на враќање кон заветот. И тоа сега. Да, зборува за иднината секако, но повеќе како мотивација за сегашна промена.
Потоа, одиме кај апостол Павел во второто послание до Солуњаните. Неговата порака е неверојатно практична, многу директна. Она изјава, кој не сака да работи, нека и не јаде, таа е остра и не остава простор за многу толкувања. Тоа е всушност директна критика на оние кои ја користат надежта во царството како некој изговор за мрзливост, за неодговорност. И Павле не само што го вели тоа, туку и живее според тоа, вели дека работел во труд и мака ноќе и дење, за да биде пример и да не биде товар никому. Од оваа перспектива, гледаш, работата не е само некоја секуларна должност, туку има и длабоко духовно значење. Таа е начин да се учествува во Божиот план за создадениот свет. Ми се допаѓа како е кажано во еден коментар, работата е љубовта направена видлива. И на крај Исус во Лука 21. Иако неговиот говор е исполнен со тие драматични слики за иднината, уништување на храмот, војни, катастрофи, прогонства, сепак треба да ги забележиме неговите постојани предупредувања. Не плашете се, па внимавајте да не ви измамат, и што е најважно, неговиот клучен повик е за истрајност. Реченицата што навистина одекнува е: со вашата трпеливост спасувајте си ги душите своји. А она ветување: ни влакно од главата ваша нема да загине. Тоа не е гаранција за живот без мака. Исус јасно кажува дека некои ќе бидат предадени, дури и убиени. Тоа е повеќе ветување за крајна сигурност во Божјата рака, ни сите искушенија, без разлика на се. Затоа, сметам дека главниот акцент во сите овие текстови е сепак на сегашната верност, на работата, на сведоцтвото и на трпението. Тоа што го кажуваш за Малахија и за сегашниот момент е важно, се разбира, и контекстот е несомнено клучен. Апсолутно се согласувам. Но не мислиш ли дека токму силината и таа радикална природа на предстојниот ден Господов е она што му дава вистинска пресудна тежина на неговиот повик? Кога тој зборува за вжештена печка и за сонце на правдата, тоа не се само некои обични метафори за морално подобрување. Тоа се слики на една неизбежна божествена интервенција, која фундаментално ќе ја промени реалноста, или уништување за арогантните, или пак исцелување за верните. Зарем токму ова очекување на Божјата драматична акција, која се чувствува како да е блиску, не треба да биде примараниот фактор што го обликува нашиот однос кон сегашниот свет. Мислам дека тоа е повеќе од само повик за верност. Тоа е најава за една космичка преобразба, која на некој начин ја редефинира вредноста на се што е сегашно. Ја разбирам таа фасцинација од радикалната промена, секако. Сепак мислам дека не смееме да ја одвоиме пораката од незината функција во времето на Малахија, времена, како што реков, длабоко разочарување и сомнеш. Во такви околности, ветувањето за денот Господов делува како сидро, нели? Како одговор на сегашното очајание. Тоа е повик да се вратат кон Бога пред тој ден да дојде. Интересно е и како го опишуваш судот како само надворешен настан. Јас би додал дека текстот може би сугерира и еден внатрешен процес. Како што вели еден добар коментар, во секој од нас ќе се изврши раздвојувањето, она што е површно, сламата, ќе изгори, додека она суштинското, зрното, ќе остане. Значи, да, иднината е хоризонтот, ама таа фрла светлина врз итноста на внатрешната трансформација и на праведното живење сега. Не гледам тука повик за пасивност, туку напротив, за интензивна сегашна активност и работа на себе, и работа во светот. Добро, окей, ајде да ја разгледаме тогаш ситуацијата во Солон. Прифаќам, секако, дека Павле морал да ги коригира оние што престанале да работат. Тоа е јасно. Но самата појава на таков феномен, па таа е многу индикативна, нели? Самиот факт што тоа силно очекување на крајот, тоа е интензивно верување дека Христос доаѓа наскоро, навело некои луѓе да ги напуштат секојдневните обврски, тоа ни покажува нешто за природата на таа надеж. Може би нивната реакција била, да речеме, екстремна или погрешно насочена, ама самиот импулсот да се даде предност на предстојното царство пред земните работи, па тој произлегува прилично логично од верувањето во близината на крајот. Зарем тоа, на некој начин, не ја потврдува мојата теза дека очекувањето на иднината има мок
да ја релативизира, да ја стави во втор план сегашноста. Тука морам малку да не се согласам целосно. Не мислам дека Павловата корекција е само некоја споредна забелешка или пак само доказ за силата на есхатолошката надеж. Напротив, мислам дека таа е централна поента и многу јасно предупредување. Павле не вели нешто во стилот «Ах, разбирам зошто не работите, ама сепак треба». Тој дава јасна заповед. Ако некој не сака да работи, нека не јаде. Тој го осудува безделничењето како неодговорно и како штетно за заедницата, особено кога е оправдането со некоја погрешно сфатена теологија. Работата, од Павлова перспектива, не е нешто што се напушта кога го очекуваш царството. Таа е интегрален дел од верничкиот живот додека го чекаш. Да се сетиме на Божјата заповед уште од Битие, да се обработуваат и да се чува земјата. Исто така, мислам дека е клучно да се забележи, како што спомнува и изворниот материјал што го разгледуваме, дека Павле не ги критикува општо невработените, туку конкретно оние кои одбиваат да работат, оние кои станале нередовни и се мешаат во туѓи работи. Значи, тоа е критика на мрзливоста и на нарушувањето на редот. Работата е и прашање на меѓусебна почит да не се биде товар на другите, како што тој самиот покажал со својот пример. Така што, пораката ми изгледа кристално јасна. Очекувањето на иднината не смее, ама баш не смее да биде изговор за сегашна неактивност и неодговорност. Напротив, таа треба да мотивира уште поодговорна работа. Добро, ама што тогаш со Исусовиот говор во Лука 21? Тој е полн со тие драматични знаци, војни, земјотреси, глад, епидемии, прогонства. Исус директно ги поврзува овие настани со приближувањето на крајот. Зар овие јасни знаци на времето, како што често ги нарекуваме, не се дадени токму за да го насочат нашиот поглед кон предстојната Божја интервенција и да ја засилат нашата надеж во блискиот крај? И покрај тоа, тој ветува и конкретна надприродна помош за сведочење во тие критични моменти. Вели, јас ке ви дадам уста и мудрост. Ова повторно некако го става акцентот на Божјата суверена акција во последните времиња. Како да не се заклучи од ова дека фокусот треба да биде на препознавање на овие знаци и на доверба во Божјата помош што доаѓа. Тоа е едно можно читање, секако, ама дали обрнавме доволно внимание на експлицитните предупредувања што Исус ги дава во истиот тој говор? Забележи, тој започнува со: «Внимавајте да не ве измамат, зашто мнозина ќе дојдат во моје име, велејки јас сум и времето наближи. Но вие не одете по нив». Тоа е Лука 21:8. Мене ми се чини дека Исус не предупредува токму против она обсесивно барање знаци и пресметување датуми. Наместо тоа, каде го става акцентот? На истрајноста. Клучната порака, барем за мене е: со вашата трпеливост спасувајте си ги душите своји. Лука 21:19. Сведоштвото за кое зборуваш, она со уста и мудрост, па тоа не се случува наместо страдањето, туку во страдањето и преку него. Тоа е всушност можност за сведоштво токму пред властите кои ги прогонуваат. А ветувањето дека ни влакно од главата ваша нема да загине, Лука 21:18, како што веќе некако спомнав, мора да го читаме во контекст на претходниот стих каде вели «Ке убијат и некој од вас», 21:16. Значи тоа очигледно не е ветување за физичка заштита од сите земни маки, туку гаранција за крајно спасение и сигурност во Божјата вечна грижа, без оглед на тоа што ќе се случи овде. Според мене, пораката не е барајте знаци и чекајте пасивно, туку повеќе бидете верни, бидете истрајни и сведочете сега, токму низ сите предизвици. Ова некако природно не води до прашањето за самата природа на тоа чекање. Ако нашата примарна реалност е, да речеме, предстојното царство, како што може би сугерираат Малахија и Псалмот, тогаш како треба да изгледа тоа чекање во пракса? Може би тоа подразбира едно активно бдење, подготвеност, може би дури известна, па света дистанца од световните грижи кои се на крајот на краиштата минливи во споредба со вечноста што доаѓа. Активноста тогаш би била во самата будност и во таа фокусираност на неговото доаѓање. Мојот пристап кон чекањето е, прилично поинаков. За мене,
тоа не е некое пасивно бдење или некако вид на повлекување од светот. Напротив, тоа е активно работење и активна истрајност токму во светот. Затоа мислам дека Павле толку силно инсистира на работа и на одговорност. Многу ми се допаѓа како ова може да се поврзе со зборовите од второто Петрово послание, 3 глава, стихови 8 и 9, кои беа спомнати и во коментарот на Псалмот. Едно не треба да заборавате, возлюбени, дека за Господа еден ден е како 1000 години, а 1000 години како еден ден. Господ не го забавува исполнувањето на ветувањето, туку долговреме не трпи, бидејќи не сака да загине некој, туку сите да дојдат до покаяние. Што ни кажува ова? Ако причината за одложувањето на крајот е Божјата трпелива љубов, која сака спасение за сите, тогаш нашето сегашно действување, нашата работа, нашето сведоштво, нашата истрајност, нашата љубов кон ближните, сето тоа добива огромно значење. Тоа не е само некакво пополнување време додека чекаме. Тоа е активно учество во Божјиот спасителен план, токму сега. Ние сме, на некој начин, соработници со Бога во неговата работа во светот, додека живееме со надеж за конечната реализација. За крај јас би сакала уште еднаш да ја подвлечам таа мочна надежда. Крајната визија за Божјата победа и правда. Она сонце на правдата кај Малахија. Она сеопшта радост на целото создание пред царот во Псалмот. Мислам дека токму таа визија е она што и дава длабочина, смисла и пред се издржливост на нашата сегашност. Без таа перспектива, тешкотиите, неправдите, страдања, лесно би можеле да не скршат. Но ветувањето за конечна трансформација е како сидро што не држи. Таа идна реалност ја осветлува сегашноста и ја исполнува со значење и со една неуништивна надеж. И јас од моја страна би сакал да ја реафирмирам таа неопходност од конкретна секојдневна верност, вредната работа, непоколебливата истрајност среде искушенијата, активното сведоштво. Мислам дека тоа е автентичниот одговор на Божјиот повик што го наоѓаме во тие јасни упатства на апостол Павле и во Исусовиот повик за трпеливост во Евангелието според Лука. Нашето сегашно действување не е нешто споредно или неважно во очекување на иднината. Тоа е самиот начин на кој живееме како Божји народ, како учествуваме во неговиот план и како ја покажуваме нашата вера во пракса овде и сега. Да, очигледно е дека постои една динамична, би рекла, креативна тензија помеѓу овие два акценти во самите библиски текстови. Се чини дека предизвикот на верникот е токму во тоа, да се научи да се живее во таа напнатост помеѓу Царството Божјо кое веќе дојде во Христа и она кое се уште не е целосно остварено во својата полнота и слава. Токму така. И мислам дека разгледувањето на овие различни перспективи, кои произлегуваат од самиот изворен материјал, не е само некаква академска вежба. Тоа ни помага на сите нас да добиеме едно поцелосно, побогато разбирање за тоа што навистина значи да се биде верен во сегашноста, додека се живее со надеж кон иднината. Јасно е дека овие текстови нудат уште многу простор за размислување и за продлабочување.